Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се. Слава ти, Господи Исусе Христе, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И со радост ќе ти служам, Ете, тоа е поентата, како да му служиш со радост, како да сакаш да му служиш, да работиш за Царството Божјо, да го љубиш Царството Божјо. Значи, тоа е промена внатре во тебе. Промена. Да се предадеш, да се вратиш, да го воспоставиш заборавениот однос, осквернатиот однос, Татко, на небесата, Отец на духовите и деца на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес. Зборува за храна што ние не ја знаеме, зборува и низ мене, Татко мој, и прости ни ги долговите наши. Значи, треба да ни ги прости долговите. Кои се долговите? Па се тоа на нељубов што сме направиле. И имавме сега случај на нашите сотрудници од глувите. Таткото Науме прегазен со кола. Испаѓа дека тоа е син на началник на полиција, не е ни во притвор, возел со голема брзина, го односел неколку метри, рипнали луѓе да го фатат. Видете? И тоа е еден долг, например. Ние со студентите од факултетот за драмски уметности работиме Шекспир, која е парафраза, односно толкување на Библијата, и во еден монолог на кралот, на царот кој губива својот брат и ја зема неговата жена. Чичко му на Хамлет вели, но така не е горе. Значи, овде можеш да избегаш од законот. Горе не можеш да избегаш. И затоа се преумножува злото. Некогаш се отплаќаат генерации зашто една човечка душа не може да отплати. Многу ќе страда, нема да издржи. Страданијата. Ако се сеќавате дека Исус плачеше со крвави солзи, ние зборуваме за тој процес. Како и прости ни ги долговите наши, како што ние им ги простуваме. Но ти треба да простиш, да се покаеш, да побараш прошка, да ја прифатиш. Да прифатиш дека си погрешил. Да не лажеш. Кого го лажеш? Светот. Значи, синот го изгазил човекот и не е ни во притвор по сите норми, еве што ги добиваме. И гледаш голема човечка неправда во овој свет. Држави во кои не функционира законот немаат благослов. Подобро живеат на земјата држави кои имаат каков таков закон кој функционира. Посебно кон гладните, бедните. Нели, намерни ко судивте и така натаму. Одиме сега 1 Коринтијаните, па тоа би дошло дека е првата глава, 18 стих, проповедувањето за смртта на Исус. И ние зборувавме за смртта. Почина човекот, ние се шокирани. Зошто почина? Како почина? Ние имаме денови кои се одредени овде. Кои се одредени. Знаете, колку може да расте душата, потоа се зема за да не погреши понатамо, да биде потешко. Проповедањето за смртта на Исус на крстот им звучи безсмислено на луѓето, дека Исус го даде својот живот, во кој пребиваше семокниот Татко, плати за нас, на луѓето што се на патот на пропаст. Тие се на патот, широкат пат што води кон пропаст, но за нас што сме на патот на спасението. Дали сум на патот на спасението, дали чекорам воден од Исус, не самиот како што сакам. Тоа е Божја сила, оваа проповед, кога е во духот. Зборува низ мене, Татко мој. Божја сила. Тоа е храна, лебот наш насушен, дај ни го денес, која ние не ја знаеме. Тоа е храната која е потребна да се распланти твојот дух, затоа е потребен да слушаш проповедни. Некогаш и од проповедник кој не е толку во духот, кој го зборува со искрено срце, се обидува, знаете. За да бидеш во духот е важен момент. Како да се откажеш од себе си, да умреш ти и да се родиш во духот. Тоа е најважен момент. Значи, во Светото писмо Бог вели ќе ја уништам човечката мудрост. Со човечка мудрост што успеа да направат, да го поделат Исусовото тело на 3 големи деноминации, некои се толку затруени од нив. Нема спас. Посебно водачите. Нив им одговара тоа да си дремат таму. Да си раскажуваат приказки од Светото писмо. А дали Исус живее во твоето срце, тоа е веќе друго прашање.
Тоа те прави дали си Христов. Ќе ја уништам човечката мудрост. Не праша една сестра од Германија за овој стих. Ќе ги отфрлам нивните идеи најостроумни. Ќе ја уништам мудроста на мудроста и праведноста на праведните. Тие што се праведни, зашто ни филозофите, ни законодавците, ниту научниците од овој свет не спасуваат. И ние го гледавме тоа. Ми вели една студент, професоре, само вие не се плашите од смртта, од другите. Еднаш тоа колешка ми вели, која не е верник, атеиста. Јас сум фасцинирана како ти имаш вера. Знаете, луѓето во театарот имаат вера, тие на ист начин оживуваат слова и ги живеат како да се нивни. Замислете кога би влегле во оваа состојба, да искористиш верата. Ни филозофите, ни законодавците за Исус Христос да ја искористиш. Ниту научниците на овој свет не спасија. Некогаш кога се расправаме за некој стих, Бог ни покажа дека мудроста на овој свет е далеку од мудрост. Кога мудриот Бог види дека луѓето преку собствена мудрост никогаш нема да дојдат до него. Преку собствена мудрост никогаш нема да дојдеш. Преку собствена волја и собствена мудрост мораш да се препуштиш. Никогаш нема да дојдат до него, реши да им обезбеди спасение на оние што ќе поверуваат на оваа навидум безсмислена порака што ние ја проповедаме. Во духа која проповедаш е едно, а друго е ако раскажуваш приказки. Тогаш словото е без дух и убива. Тоа е слово кое убива. Зошто убива? Па затоа што зборуваш глупости и одговараш за секој изговорен збор. Тоа е прелюбодејство. Држиш таткова жена. И дека евреите бараат знаци од небото. Тие ги имаат пророци. Македонците мудруваат. Овде вели грците, македонците, јас велам во името на Господ Исус Христос. Би требало да е, не знам, најмалку елините, оне што се припадници на Александар Македонски на империјата, ние проповедаме за Христос. Ке речете беззначајно, видите како тој го менува и Светото писмо. За интерес за да докаже дека нема македонци, а таму пишува дека има. И сега уште да го смените тоа, нокеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек. Јас сум сега овде, ајде да речеме, на Македонскиот полуостров, во Егејска Македонија. Замислете, Грчката православна црква треба да се покае. Ги благословувала војниците да прават етничко чистење. И тие велат нема македонци во црквите. Треба да го отвориш тоа, каде ви е Исус? Да живеете како луѓе по Исуса Христа, да се помирите. Ние проповедаме за Христос кој беше распнат за да не спаси. Прости им, татко, не знаеш добро. Те молам за грците, бугарите, србите, албанците, НАТО, Европска унија и македонците да живеат во твојата љубов и во твојот мир. Тој беше распнат да не спаси како? Па за да ни даде сила. Со човечка мудрост не можеш да се спасиш. Си прават луѓето некои правила. Се молиме за мртви, не се молиме. Мислите дека е многу важно дали се молите или не се молите. Постојано молете се. Тоа за македонците е неприфатливо, за другите народи безсмислено. Дека тој распна. И ако овде го читаш дека за грците е неприфатливо, тогаш еден македонец го покани. За некој што не постои. Дојди во Македонија и помогни ми, нокеска сонував еден сон. Пазете, за оние што се повикани од Бог да се спасат. Повикан си. Дојдете при мене сите без разлика, дали се евреи, македонци или други народи, во Христос. Се покажа Божјата сила и Божјата мудрост. Принципот кој не го зборуваат луѓето. Прави како што прави Исус, прави и ти така е. Не зборувам јас. Еве скоро се ближиме до 450 проповеди. Порано ја слушав други проповедници. Поголем број се протестантски, излезени од протестантизмот. Например, Дерек Принц нема толку многу, но објаснува некои работи. Доаѓа до некаде. Царството на сатаната и така натаму. Ги објаснува причините и последиците до некаде. По нешто знаеме, по нешто пророкуваме.
И се чудев како може некој 250 да сними. Денеска имам јас околу 500. Пазете, тоа е жива река, жива вода, секој се бајле овде велам. Земав трска од еден наш сотрудник Даре. Отидов вчера на риби. Еден ме брка, двајца имаше рибари. Оди таму, можеш тука, тој другиот ме избрка гркот, не може овде ваму, таму другиот ставил куче да не му ловиш таму на брегот. Одев по едни камења и на крајот дојдов да снимам завети. Дојдете ќе ве направам ловци на луѓе, знаете. Дали ти сакаш да работиш? Овој навидум неразумен Божји план е многу помудар и од најмудрите човечки планови. И она што не изгледа слабо од Бог е многу помокно од човечката моќ. Ти изгледа дека е нешто слабо, знаете. Дојде еден типот, виде дека сме ние 5-6 души, па после кога виде дека имаме глува заедница, па после кога виде дека имаме од цела свет на интернет, па после ги слушна песните, почнувам своји песни да си пее на јазици, ние го сопревме. Ако не разбираш што пееш, немој да пееш. Баре водство, за да зборуваш на јазици, еве ќе ви го кажам филтерот. Рахма сихан Исусе те сакам, рахма легменерај, само Исус и ништо друго. Повторуваш за Исус. Глагол, те сакам Исусе, благодарам Исусе. Само така се проверува тоа. Се проверува во твоето срце дали ти живееш како Исус, дали имаш сомилост, милост сакам, а не жртви. Милостово судот се пофалува. Значи милостово судот се гледа. Кој нема милост, тешко него во судот, за него ќе нема милост. Погледнете се, драги мои, вие што сте од Бога одбрани. Меѓу нас нема многумина што се мудри според човечки мерила. Па мудар во светот имаш пари да си на позиција, да си не знам што. Мудро да постапиш да продадеш некого. Ти да се спасиш. И тоа е лицемерие. Значи човечката мудрост, да бидеш на позиција. Ни многу мокници или луѓе од благородничко потекло. Во владата си напротив, Бог ги одбра оние што овој свет ги смета за прости. Еден ми вика, такви будали како вас бараат, зашто сум одел јас за Бог. Никого не викајте будала, го знаете тој стих. Ги благословувам сите, прости им татко не знаат што прават. Бог ги одбра оние што овој свет се немокни, за да ги посрами мокниците. Бог ги одбра оние што не се од благородничко потекло. Оние што се презрени во овој свет, за да ги направи ништожни оние што во овој свет ги смета за многу важни. Тој важен во светот, кога ќе падне болен, ќе ги даде сите своји пари. Не е проблема што си болен, тоа ти е благослов. Да повикаш кон Бог, имаш уште еден времен. Така ни еден човек не ке може да се фали пред Бог, што да се фала. 450 завети ги излеа преку мојата тело и душа. Но тоа е обврска. Јас морам да го бранам Евангелието, ќе дојде некој, знам да го избркам од заедницата. Посебно кога ќе дојде од една претходна заедница, каде што има разни духови на гордост, размножени, расплодени. Знаете, јас ги љубам сите луѓе во Исус, и православните, и католиците, и протестантите, но нема да им дозволам да ја трујат слободната територија на Исуса Христа, духовното царство, Божјо царство кое слегува во нас. Бог ни овозможува и вам, и тебе да се спасиш преку Исус Христос, кој стана наша мудрост од Бога, ни ја подари својата праведност, не направи свети и ја плати цената, за да не откупи. Која цена? Па еве синот на началникот на милиција го изгази Наум, нашиот глув сотрудник, таткото на Марија. Го пуштија, не е во притвор, може ќе го заташкат, случај, може и да го пуштат. Јас им реков, простете му вие. Од Исусовата правда не може да се избега. Затоа е тој закон и ти вели зошто Господ дозволува. Па затоа што нешто претходно се случило што ти не го знаеш и за да не пропадне комплетно таа душа. Тој на рати им дава да отплаќаат. Долго трпеливо ги чека, како македонците кои ги убива евреите, им забранува да се нарекуваат евреи. Антиох Епифан им го забранува еврејскиот јазик, им ги запалија книгите, го ограбија храмовите, ги тера жените и деца да се поклонуваат на идоли, убиваа жени и деца. Се тоа се случува во Македонија веќе 2000 години, само нема кој да се покае. Јас се покајувам.
Treba некој што ја води земјата да се покае. Па, например, владиката кој има голем број верници, но тој како ќе се покае, кога тој со Исус не знае. Тој не го познава Исус. Како ќе го познаваш Исус? Кога тој ќе дојде мене, ќе ме прослави, кога ти славиш некого друг. И тие гледате дека тоа е само една фотокопија, како би се рекло, карикатура на состојбата на Светото Писмо, кога ти со телесен разум Бог ви овозможува, со телесен разум се обидуваш ова да го толкуваш, како не се плашиш дека само за секој лош збор ќе одговараш на судниот ден. Дошол ми вели, јас сум пророк и не сум, јас сум апостол. Надвор, во името на Господ Исус Христос, надвор. Те сакам, Господ Исусе Христе, кога ќе се соберете вие и мојот дух, изфрлете го таквиот. Во духот го изфрлува. Јас го осудив веќе во духот, вели Исус. Бог ни овозможува и вам да се спасите преку Исус Христос, кој стана наша мудрост од Бога и ни ја подари својата праведност. Не направи свети, ако живее во твоето срце вистински и ја плати цената за да не откупи. Тоа значи он да зборува, духот да ги врши делата, ти да бидеш само сад, ти да бидеш жив камен во црквата. Затоа во Светото Писмо е напишано, кој сака да се фали, нека се фали само со она што го сторил Господ. Само со она што го сторил Господ. Што сторил Господ за тебе? Па ти треба да видиш дали имаш нешто. И сега ние ќе дојдеме каде завршува Исус. Каде завршува Исус, а почнувам јас? Тоа е добро прашање. Каде завршува Исус? Исусе, ти сега доста, јас сега ќе ти кажам. Каде завршува Исус? Слава ти, Исусе. Каде завршува мојата, а почнува Исусовата волја? Па тоа е најважно во христијанството. Тоа е раскрсница меѓу Божемен и вистински Исусов ученик. Јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Јован 15:10. Значи ги исполнуваш заповедите и остануваш во љубовта Негова. Заповед на Отецот е: љуби го својот ближен како самиот себе си. Да се љубите еден со друг, како што јас ве возљубив. Јован 15:12. Така да грчкава црква, ако не ги признава македонците, јас ве прашувам, вие во кој Бог верувате? Вие мора да им простите, да се покаете за се, за геноцид што сте правеле. Кого го лажете? Господ. Да се љубиме еден со друг. Исус однесува и на бугарите, албанците, србите, НАТО, Европска унија. Да се љубиме еден со друг. Заповед е тоа. Ние сме во војна. Понатаму вели, никој нема поголема љубов од ова, да ја положи душата своја за своите пријатели. Јован 15:13. И сега се расправаме со еден сотрудник во Австралија. Мислам, он е подучен во една деноминација, добар, има чисто срце, душата не одела горе, духот одел само. Добро, добро. Ама он ја дава душата своја. Зошто? Исус ја дава душата своја за своите пријатели. Каде завршува мојата? Јован 15:13. Каде завршува мојата, а почнува Исусовата љубов? Дали ги љубам сите? Ој Исусе, што те љубам, ој Исусе, што те љубам, ој Исусе Спасителе, ој Исусе среќо моја, радост моја, љубов Исусе. Еве нова песна слегува. Дали ги љубам сите? Дали ги љубам сите во заедницава? Стај сега во заедницава, човече. Многу треба да се љуби. Да, многу треба да се љуби. Еве стихови за свадбената облека, за да не бидам исфрлен од свадбата, туку облечете се во Господа. И јас наместо да ловам риби сега таму, а сакав да фатам риби, ми се јадат риби да испршат. Јас сега ловам. Фатете, облечете се. Ја те сакам, Господа Исусе Христе. Во Господа Исуса Христа. Се облеков во Исуса, ги оставив рибите.
ќе купам риби. И грижата за телото не претворајте ја во страсти. Страст кон едно кон друго. Римјаните 13:14. На време бев толку по габи. Имав толку габи во фрижидерот. Еве уште од прошлата година, од минатата пред 2 години. Лани не најдовме многу слабо. Ама ги имам тие другите. Кога се собираме на молитва, мам да им прави супа. Што зборите вие сега? За супа да им зборам како се прави. Да се облечеш во љубов. Да бидеш љубов со Исуса, а тој да живее во твоето срце. Он да ги врши делата. Соединување и претопување во Исус. Он е главата на мажот, на црквата. Секоја мисла треба да е покорна на Исус Христос. Не ти да си зборуваш од себе и да велиш јас сум овој, јас сум оној. Кој се фали да се фали само со тоа што Господ, не јас, Исус. Исус зборува за заедништво, едно тело и дух. Он е главата на црквата, тогаш колку се тие поделени цркви на земјата, па и по национална основа. Значи, оваа црква од овде не ја признава таа. Зошто? Затоа што им ја зела територијата, ги избркал некој нив друг од таму, од Азија. Духовна заедница, духовно единство. Бидете во мене и јас ќе бидам, бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Едно од тие 50 песни што се слезени Јован 15:4. Исус и Отецот треба да живеат вистински, да оживеат тебе, да те оживеат во нашите срца, во моето срце, во духовно присуство. Потоа објаснува дека ние сме прачка која е накалемена на лозата за да дадеме многу плод. Многу плод. Слава ти Господи Исусе Христе. Не да ловам риби таму. Јас сакав да ловам риби, ама сватив дека треба да одам са бајле, па утре, па да го најдам терен, па да се качувам по едни карпи. Ти изгубам саат и време. Треба да снимам савети овде. И да пребивам во Исус. Се разбира, добро е кога ти е тоа. Значи, јас да мисли по габи. Давам само пример. Оставив тоа. Ми е жал. Вчера бев не фатив не една риба, ми беа некои Срби. Пазете, Петар и Павле може, Петар и Андре. Фрли тука. Отидов кај еден грб, ми се разбрика, ми избрка. Па таму отидов куќе има, па ваму неам кај да фрлам. Отидов по едни карпи, може да се повредам. Без него не можеме да направиме ништо. И порано да го молам да фаќам риби, наместо да го молам да се спаси некој. Јован 15:3-5. Без него значи со своја волја. Без него не можеш да направиш. Ти сакаш самиот, не со неговата. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор, како прачка и ќе се исуши и ќе биде фрлен во оган. Јован 15:6. Ете го тоа, тој оган низ кој ќе поминеш ти, ќе изгориш. Се тоа нечисто ќе изгори, ќе се прочисти како златото. Каде завршувам јас? Како златото низ оган. А почнува Исус. Да се облечам во љубовта Исусова, да се претопам во Него, да нема граница меѓу мене и Исус, меѓу мене и Неговото срце. Нема граници во моето срце за Исуса. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јован 14:15. Видете Исус што ви вели. И кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби. Значи треба да ги љубиш сите, се разбира. Мораш да бидеш воден од духот за да знаеш како да реагираш во одредена ситуација кога се напаѓа заедницата. Дошол некој таму, лав што рика да проголта некого, да го направи следбеник на пеколот, кој обиколува по заедниците, држи проповеди. Посебно по тие заедници што се финансирани од странство. Јован 14:21. Станува збор за послушност, покорност во се и негово водство и волја. Еве,
Исус како молеше, Негово водство. Луѓето постапуваат по своја волја, христијани, и мислат дека се во Исус. Нема тако, ти си тогаш коза, си одиш каде што сакаш. Знаеш за Исус да од време на време кога можеш да го примениш тоа. Ти како што разбираш, тој треба да ти покаже. Пуснав денеска еден текст, еве го сега. Да бидеш крстен во Дух Свети значи да се оставиш, да се откажеш од нешто, да оставиш старо нешто, кое си го сакал, можеби. Еве сега, како што сакам да ловам риби. Оче наш, или да оставиш некој член од семејството. Матеј 6.9. Татко наш, зборува за татко. Татко, татко мој. Татко мој небесен. Така слезе таа песна. Непознат Бог, незадалечен, зборува за татко, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Волјата Негова, Матеј 6.10. Внимавајте, волјата Негова и на небесата и на земјата. Значи, почина еден човек, го изгази детето и го пуштија, зашто татко му е началник. Па уште се тие и друговерци. Присилена е Македонија да направи за договор дека мора да бидат во владата. Во ниједна земја нема тако, тој е сатански договор. Сите договори што ги потпишаа се сатански, рамковен, пржински, преспански, со Бугарија, тирански, не знам, вакви, такви. Какви се тие договори? Имам договор само со Исус. Се она што важи за другите соседи, така важи и за кај нас. Пазете, волјата е Негова. Ти постапуваш по своја волја и мислиш дека си христијанин. Ето е тој квасот фарисејски кај одредена деноминација. Спасен сум еднаш за секогаш. Не треба ништо да правам. Зборувам јазици, го знам словото, горд сум, возгордеан. Доктрина на предодеденост, едни се лоши, други се добри, не се молам за мртовци. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. А Исус лезе во подземното царство да им проповеда на мртвите. Тие се старозаветни. На небото е се едно, нема минато, сегашно, иднина, нема стари нов завет. Или си во Исус, таму можеш да бидеш само во Исус, надвор си во новиот завет, во стариот завет си во пустината. Ако сме Негови, сме и во Него и со Него, ние сме заедно, ние сме во Неговата волја. Покорни сме како Исус и со радост прифаќаме се што доаѓа. Ја исполнуваме волјата на Отецот. Он зборува и ги врши делата, не ние. И со радост ќе ти служам, ти си внатре во мене. И со радост ќе ти служам, и јас те љубам, Исусе, за колена пред Исуса, на колена пред Исуса. Тоа е таа последната песна. Излегов од Отецот и дојдов во светот. Сега го оставам светот. Треба да го оставиш светот. И се враќам кај Отецот. Јован 17:28. Ете, тоа е тоа што треба да направиш, да го оставиш светот. Што е тоа светот? Па се она околу тебе, мајка, татко, браќа, сестри, имот, титула, Македонија, не знам што е овие Грција. Не, Македонија е Грчка. Македонија е на Исус Христос. А вие чии сте? Чукнете си ги тимбите. Одите таму, палите свеки, врескате. Цел народ ќе оди во проклество и ќе одговарате. За степенот на нељубовта. Вас ќе ве негираат на крајот. Исус е во духовниот свет и беше пратен во телесниот паднат свет, материјалниот. И беше едно тело, еден дух со Отецот. И сега од светот ни го покажува патот, тесната патека на вечната љубов кон духовниот свет, нашата вистинска татковина. Нашата вистинска татковина е Царството Божјо. Јас сум од озгора, вие сте од оздола, јас не сум од овој свет. Каде завршува мојата? Дали ти го бараш Царството Божјо и сакаш да се вратиш кај Отецот, како на пример Павле, Илија, Јона, јас сакам да умрам и да си заминам. Каде завршува мојата, почнува, тоа треба да заврши твојата волјата на Отецот. На крстот, во понизност и покаяние и родение во дух и вистина, едно со Него. Ете, тоа треба да го научиш. Ќе ја уништам човечката мудрост. Таа е уништена сама по себе. Значи, тие
луѓето преку собствена мудрост никогаш нема да дојдат до Бога. Бог ви овозможува да се спасите преку Исус Христос, кој станува наша мудрост и ни ја подарува својата праведност. Ти треба да го отвориш твоето срце, да му ги дадеш клучевите и не прави свети со цената што не отплати. Кој сака да се фали, нека се фали само со она што го сторил Господ. Тој ги снима делата, тој ги прави чудата. Он зборува низ мене, он дава водство. Јас му припаѓам, јас ти припаѓам тебе. Исусе, тоа е поента. Една сестра од Германија сведочи, ја удрила кола, рекла само Исус и некој ја спуштил на земјата. Еден ден ја болела нешто и готова, здрава е. Тоа е тоа. Тоа е тоа кога ти пребиваш во Исусовата љубов, таа те исцелува, лекува. Тогаш Царството Божие е во тебе внатре, тогаш Исус е во тебе внатре и ти го победуваш светот. И тој ќе те води, ќе ти покаже како треба да постапуваш со одредени луѓе, во одредени состојби, зашто самиот не гледаш, не знаеш. Те сакам, Господи Исусе Христе, исцелување за сите оние кои ќе речат Господи Исусе Христе. Дојди во моето срце и помогни ми, исцелување на раката, ногата, грлото, срцето, на се што ме боли. Сакам да бидам син Божи кој го води Духот Божи. Сакам да ти служам со радост во твојата љубов. За секогаш Исусе, на секаде Исус, во секого Исус. Мир на Македонскиот полуостров. Го враќам Македонскиот полуостров и Македонија во твои раце. Дорека има еден праведник, ќе ги скратиш деновите заради праведните на страдање. Ќе ја спасиш и Македонија и Македонскиот полуостров. Амин до Божиот Царство Небесно. Ти, брате и пријателе, тука си некаде. Си мислиш со своја волја, со своја мудрост, со своји мисли. Треба да оставиш се, да му дозволиш на Исус да се насели во тебе. Тој е тој процес кој е важен. Можеш да не побараш група сотрудници. Ако сакаш да се помолиме, да сетиш љубовта Исусова која никогаш не престанува. Љубовта е вечна, само Отецот е вечен, а тоа е љубов. Сето друго ќе заврши еден ден. Видете вие дали ги разбирате тие стихови. Исус е почеток. Исус е крај. Значи нема после тоа. Исус е првиот. Исус е последниот, после него нема никој. Тој е алфа и омега. Се е од него и за него создадено. И се преку него се држи и ниедна овца нема да биде загубена. Добриот пастир Исус оди за загубената овца додека не ја најде. Бев загубен и ме најде. Се претопувам во Исусовата љубов, радост Исусова, милост Исусова, сила Исусова, исцелување на секоја болка, не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот, во групите сотрудници, во целиот Македонски полуостров и на целата земја. Бегај од нас сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. Исус живее во моето срце. Јас сум љубовта во него која никогаш не престанува. Амин. She said